Добар ден, драги мои! Добродојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме многу интересно и традиционално селско месо и македонски сутлијаш со суво овошје. Селско месо на традиционален македонски начин со додаток на некои состојки кои ќе го направат да биде уште повкусно и малце поразлично, нели? И домашен сутлијаш со суво овошје. Десертот кој го сакам уште од дете, денеска ќе го направам на посебен начин за вас, драги мои. Ако постои јадење што ја собира целата душа на македонската трпеза, тоа е селското месо. Сочни парчиња свинско заедно со ќофтиња од мелено месо, печурки зачинети со кромит и нашата домашна пиперка, готвени бавно и со љубов, како што правеле нашите предци. Секоја лажица е вкус од дома, од времето кога за ваков луксус никаде не се брзаше. На денешното мени е македонско традиционално селско месо. Некои го прават со 3 типа месо, некои со 2, а јас денеска ќе го направам со шарено свинско месо и со говецко мелено. Ќе додадам печурки, кромит, зеленчук и ќе биде навистина многу вкусно. Гледајте не како јас го правам ова традиционално селско месо денеска. Ќе почнеме со припрема на намирниците за да го направиме селското месо. Што ни е потребно? Прво да го загрееме тавчето, а потоа во него да додадеме масло брилијант. Месото, претходно исечкано на коцки од 2 на 2 сантиметри, ќе го ставиме да се пржи. Веднаш ќе го зачиниме со сол и со црн пипер. Навистина го сакам мирисот на месо кое почнува да се пржи, затоа што тој е вкус на кој не можам да одолеам. Воедно, додека се пржи месото, ќе почнам да го спремам и сутлијашот, затоа што многу е важно сутлијашот да го спремиме пред селското месо да биде готово. Сутлијашот можеме да го јадеме топол, меѓутоа можеме да го ставиме и во фрижидер да се олади, да го јадеме како ладен десерт. Домашен сутлијаш со суво овошје. Десертот кој го сакам уште од дете, денеска ќе го направам на посебен начин за вас, драги мои. Овој пат сутлијашот ќе го направам само со млеко. И ќе видите колку е тоа едноставно, меѓутоа мора да имате убаво тенџере за да не загори млекото. Во тоа ќе помогне и ниската температура, меѓутоа тенџерето е најважно. Затоа посетете нашата веб-продавница 4сезони.mk и одберете едно убаво вакво тенџерче од Аџико. Откако го ставивме млекото на ниска температура, додаваме 100 грама суво грозје и суви кајси кои ќе ги исецкам. Исецканите суви кајси додајте ги во млекото. Оризот, малце мускатово оревче, малце цимет, екстракт од ванила и добро промешајте. Паралелно ќе готвиме за да заштедиме време и да бидеме тука да гледаме, да пратиме. Многу е важно кога готвиме да ги пратиме нештата, значи да бидеме тука.
Следно што ќе направам и ќе ја завршам припремата за оризот е ќе изрендам малце кора од лимон. Меѓутоа, секогаш рендајте го само жолтиот дел од лимонот или портокаловиот дел од портокалот. Тоа ќе даде дополнителен вкус цитрусен кој ќе му даде и свежина на нашиот десерт денеска. Еве го. Вртете го лимонот на рендето, многу внимателно и немојте многу да стегате. Белиот дел од лимонот навистина многу горчи и може да го расипе вкусот на сутлијашот. Истото направете го и со портокалот. Многу е едноставно. Нежно и ќе излезе само вкусот кој навистина ни е потребен. Свежината од лимонот и портокалот на нашиот сутлијаш ќе му дадат друга димензија, верувајте. Мириса на свежина. Нема ништо поубаво од свежо изрендана кора од портокал и од лимон. Сега ќе го поклопиме и да видиме до каде сме со месото. Одлично. Месото го запржуваме во длабока маснотија и жешка маснотија нормално, со цел од него да излезат протеините и да фатат кора, така додека се готви нема да се распадне, него ќе остане цело парче, што е многу важно, нели? Свинското одлично си се пржи. Сега ќе ги направам ќофтињата. Земете од месото и направете вакви мали топчиња. Месото можете да го зачините, а ја практикувам да не биде зачинето, него да прими од сите оние зачини, од све што има таа убава и вкусна селска тава. Значи, направете ги малите топчиња од мелено месо, испржете ги на масло, а потоа додадете ги во останатото месо и зеленчук. Iron Goose, идеално тенџере за готвење на вакви традиционални јадења. Затоа што можеме да готвиме и на шпоред, а можеме да готвиме и во рерна. Откако го извадив испрженото месо, ќе го исецкам зеленчукот и ќе го додадам во истата маснотија, добро да се испржи. Овој пат зеленчукот ќе биде на крупни парчиња, за да се почувствува во тавата. Не штедете на кромит. Кромидот го прави јадењето да биде многу вкусно. Така да некој вели колку повеќе кромит, толку повкусно традиционално македонско јадење. Откако кромидот ќе застакли и ќе почне да се пржи, додете цели чешниња лук. Не штедете ни на лук, затоа што лукот
е права магија во кујната. Дава единствен вкус. Ке додадеме целер. Целерот исто така ќе го исечеме на крупни парчиња. Морков. И све ќе додадеме во кромидот. Видете го овој колорит. Компирот и овој пат ќе го исечеме на коцки, меѓутоа малце покрупни. Треба да се види во селското месо дека има. Тој, бидејќи содржи многу скроп, ќе додаде една убава густина на селското месо, така да нема да имаме потреба да додаваме запршка. Така да, компирот го сечеме на поголеми коцки и го додаваме во смесата со зеленчук. Добро ќе промешаме. Ќе ги додадеме шампињоните, цели. Ово уште сега ми се допаѓа како изгледа. И оставаме малце да се пропржи. За тоа време ќе го провериме сутлијашот, кој убаво и тивко си крчка и ја добива потребната густина, а мирисот на циметот, на морското оревче и сувото овошје го има насекаде во мојата кујна. Сутлијашот полека, но сигурно си ја добива густината и на крај ќе додадеме мед, затоа што медот ќе даде една многу друга различна димензија од шекерот. Сите го сакаме вкусот на медот, сите уживаме во него и многу е поздрав од шекерот, верувајте. Откако го испрживме месото, откако го исецкавме и запрживме зеленчукот, доаѓа оној момент кога треба да го зачиниме месото. Сега, основата секогаш е црн бибер. Потоа ќе додадеме ловоров лист и семки од коријандер кои ќе дадат цитрусна и свежа нота. Ќе додадеме дафинка од витаминка, црвен пипер, ќе додадеме мала пикантна нота со тоа што ќе додадеме малку пикантен лут буковец, ќе додадеме барбекю сос кој ќе даде една посебна нота и еден посебен вкус кој верувам дека на сите ќе ви се допадне. Додаваме малце корено дрен, сенф и секако на крај убаво квалитетно македонско вино. И ќе додадеме малце јаболков оцет за дополнителна киселост и секако ќе надополниме со вода. Сето ова заедно ќе оставиме прво 20 на минути убаво да искрчка, а потоа ќе го поклопиме и ќе го ставиме во загреана рерна на 200 степени
едно 45 минути, па ќе провериме, ако му е потребно уште малце, ќе го оставиме уште 15 минути. Меѓутоа, внимавајте, селската тава секогаш треба да биде сочна, никогаш не смее да биде пресушена. Така да, ќе ви го објаснам и тој момент кога ќе додадам уште малце течност ако е потребно во текот на печењето. Ово уште сега мириса убаво. А погледнете ја бојата. Од сите овие зачини и од начинот на припрема. Многу е важно припремата на јадењето да ја направиме онака како што треба, затоа што тоа е основата. Морам да го пробам вкусот на селското месо пред да го ставам да се пече во рерна. Секогаш пробувајте од таму каде што гледате дека крчка испушта меури, затоа што таму нема да има маснотија, маснотијата е секогаш на краевите од садот во кој што готвиме. Ми се допаѓа и не треба веќе ништо да додадеме. Го оставаме сутлијашот на тивок оган да продолжи да врие, се додека водата не изврие и содржината не се згусне. Потоа приоѓаме на подготовка на намирниците за сервирање и декорација. Исечете ја кората од претходно искористениот портокал, од кој рендавме дел од кората. Сега, целосно остранете ја истата. Внимателно исечете тенки кришки од портокалот, така што ќе остраните мрежестата ципа и ќе добиете меки и чисти парчиња портокал. За дополнителен и побогат вкус на сутлијашот, приготвуваме сладко-кисел прелив. Основата е добро позната – кисела павлака од нашите пријатели Бимилк. Овој незамедлив млечен гарнир додава освежителен, киселкаст вкус кој ќе даде контраст на оризот во сутлијашот. За дополнителна блажина на овој десерт, во павлаката додаваме и мед. Добро ја промешуваме смесата за да се соединат вкусовите. На крај, за да ја добиеме свежата нота на преливот, во него додаваме ситно сечкано свежо нане. Кога ќе ви дојдат дома гости, а вие правите сутлијаш, можете да им го сервирате онака класично како што го правиме сите дома во мали садови, ги покриваме со најлонска фолија да не фатат кора од озгора, откако ги се оладат ги чуваме во фрижидер и немаме никаков проблем. Меѓутоа, некогаш мора малце да го сервираме нештото и на малку поразличен начин од она на кое што сме научени. Еве јас денеска ќе пробам да ви покажам како можеме малку поразлично да го сервираме. Во средината ќе додадеме една лажичка павлака, мед и свежо сецкано нане. Зошто павлака? Затоа што свежината на битолската павлака е единствена. Толку добро иде во комбинација со мед и со свежо нане, што навистина одушевува вкусот. Ќе додадеме и свежо нане. И ќе додадеме малце крем од фстак. И джем од јагода. И како што реков, откако ќе го ставиме сутлијашот во мали садови, место да ги пакуваме едно по едно со најлонска фолија,
Ако имате место во вашиот фрижидер, ставете ги слободно на една тацна и покрите ја тацната со најлонска фолија. Камамбер. Денеска камамберот ќе биде дел од нашата свежа салата која идеално ќе се совпадне со нашата тава или со нашето селско месо. Што ни е потребно? Камамбер, млад спанак, свежа рукола, макдонос, сладколут сос, густ балзам и секако фета прелив или дресинг од витаминка. Сирењето ќе го исецкаме на коцки. Руколата и спанакот ќе ги ставиме во голем сад, каде што ќе можеме добро да го измешаме сето тоа. И откако добро ќе ја соединиме, ставаме од салатниот микс од витаминка. Одлично. Тоа беше се за денеска, драги мои. Не заборавајте да посетите нашата веб продавница 4сезони.mk и да си одберете сето она што ви е потребно за да си го олеснете готвењето дома. Се гледаме во следната емисија.